Почитувани гледачи и почитувани земјоделски производители, добре дојдовте на ново издание на вашата емисија Агроспектар. Времето, кое што е важен фактор во земјоделското производство, не е наклонето на земјоделците, а воопшто и на производството на храна. Високи температури, недостаток на влага во почвата и овој старт на вегетацијата го карактеризираат истите работи. Каква година е пред нас е неизвестно со оглед на промените на температурата, оние големи климатски промени, меѓутоа и се она што е карактеристично во земјоделството и малкуте земјоделци кои останаа да произведуваат храна. Ке анализираме на оваа тема, исто така имаме тема за ваша едукација. Ве поканувам да останете и со ова издание на Агроспектар. Со нас е професор доктор Исто Вучков. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Професоре, рековме дека времето е главен фактор, тоа постојано го повторуваме, меѓутоа не е во прилог на земјоделското производство. Иако имаше доста најави за обилни врнежи од снег, обилни врнежи од дожд, таквите прогнози не се остварија. Имаме повторно сушен период, недостаток на влага во почвата, што значи стартот на новата вегетација е со недостаток на влага. Каква година може да очекуваме ако судиме по она како почнуваме? Во кратки црти ја осликавте вистината. Со еден збор, сега доаѓајќи према Кавадарци од Струмица, констатирав, а и врз основа на оние наши студиозни секојдневни следења на температурите, констатиравме дека ова година, иако до 22 март ние сме календарски зима, ние ја веќе имаме исполнето температурната сума кај одредени видови. И доаѓајќи према Кавадарци, тој Гевгели из Коваландовскиот регион, па и пред Кавадаречкиот, гледам бадемот, кајсијата и други сензибилни видови веќе се во полн цвет. И сето тоа наведува дека ние имаме и ова година порането стартување на вегетацијата. А тоа е меч со двеоштрици, затоа што со тие тектонски пореметувања ние сме веќе сведоци, бидејќи повеќе од 40-50 години го следиме времето, ние веќе имаме пореметување по однос на тоа да, пример, зимските месеци, наместо ниски температури, ние имаме целодневно сонце, се исполнуваат температурните суми, а после тоа во крајот на март и почетокот на април, обично тоа го имаме евидентирано со таа контрола, сега и тоа прегледот што го направив, Благовец ја тука негде 7 април. И редовно, дали ден пред Благовец или после Благовец, се загорчува животот на земјоделскиот производител, посебно кои имаат културата кајсија, културата бадем и така натаму, каде што температурите во тој период, макар ден-два, доаѓаат и до -8, -10. А при таквото нешто, подсветењето и образувањето на младото плодче, тие температури се кобни. И веќе ред години, луѓето кои имаат кајсија, велат професоре, ќе ги копачиме, затоа што вложуваме, таман ќе дојде април месец, ќе имаме надеж дека ќе имаме добра берба на кајсија, ние вика немаме поедагаемо за заклучињето. Ја почнува бербата уште на прvom. Ја обравме кајсијата. Така да, тоа е забот на времето, тоа е забот на онаа што секогаш го збориме како тектонско пореметување. Тоа се за температурите. А од друга страна, имаме уште потрагична состојба, каде што ние, тоа што го рековте во воведот, се надевавме, бидејќи пред Нова година во Кавадарци, кога зборавме, имаше преку 100, некои региони до 120, па 140 литри по метар квадратен. А имавме надеж со таа долгорочна прогноза дека ќе имаме снег, него дојде формално да ни покаже како изгледа од прилике и дека ќе имаме уште врнежи од дожд. А сега веќе, кога мина Свети Трифун, кога сме уште за многу кратко време до календарскиот почеток на пролетта,
зимски дождови и снегови не прерипнаа едноставно. А празни се и хидроакумулациите. Тиквешкото езеро е во една очајна состојба. Не само Тиквешкото. Јас ја имам ова недела целата обсервација на сите акумулации. Водата е во голем недостаток, сите акумулации се под технички минимум. Јас бев на Струмичката брана Турија, тоа е едно од поголемите. Верувајте, 160 скали доле, вода има како Малвир. А таа во тој месец сега, крајот на март, требаше да прелие и пушта вода да тече, за да не се случат некои од отпорот, некои несреќи, пукања и така натаму. Значи, со еден збор, ние сега, нашите политиканти, да ги кажам, наместо со една едукација на граѓанинот, на земјоделецот и на секој, водата е потреба, но не и луксус. Бидејќи гледам какво однесување имаме секој поединец, секој граѓанин и земјоделскиот производител, наводнување во бразди. Тој троши 5 пати повеќе од колку што треба, ако оди со систем капка по капка. Тоа е навика останата од времето кога водата ја имавме во изобилство, бидејќи се компензираше со чести врнежи, со обилни врнежи од снег доша, сега веќе тоа е минато. Да. И сега наместо оние луѓе што не водат да ја осликаат состојбата дека е критична со водата. Ке имаме рестрикции на вода за пиење. Бидејќи ги знам сите брани кој е како е. Единствено западниот дел, каде што Шапланина имаше доста врнежи од снег, скоро метар и 20 во своје време, имаше повторно врнежи, можеби ќе имаат некаква поволна состојба. Иначе другите брани се во катастрофална состојба. И наместо да се сега едуцира обичниот граѓанин и земјоделскиот производител, да се едуцира како рационално, домакински да ја користи водата, не имаме уште расфрлање непотребно на водата, која ќе биде насушна потреба во оние летни месеци, кога имаме навистина голема потреба, бидејќи температурите, знаеме минатата година, дека преку 3 месеци немавме капка дожд, а имавме големи потреби и само Кавадарци изгуби повеќе од 10 милиони килограми грозје. Може замислите, само Кавадарци, а другите производни региони. И дојде степенот кој го имаме сега, да земјоделското производство цело пихтијасто отворено со таа нечестна приватизација што ја направија. И сега имаме еден целосен колапс и само 20% некакво формално производство на храна, а 80% увоз на храна. Каква е состојбата? Раздвижени ли се работите? Имаме ли површини поголеми од лани со рано градинарски култури или се намалуваат и понатаму? Сега ќе ви кажам, бидејќи минатата година од тие рестрикции, од тие рапидни намалувања на производството, ние имаме еден феномен. А феноменот се вика луѓето, тоа го раков и минатата емисија. Во Струмичко, пластеничкото производство, посебно производството на зелка, која имаше солидна цена минатата година, ова година пак двократно се зголемени површините под пластеници. 70 денари кило зелка. И он вика, зелката нема работа, а има добра цена. Значи мотивот на производителот е да му дадеш инспирација да произведува. А не беше, кога дојде 30 денари беше откуп, јас сум сведок на тоа, 2-3 дена, после 2-3 дена ќе дојде поголема количина на берба, 2-2,5-3 денари кило. И вели, не ми се исплати, додам со тракторот, да ја берам, да ја ставам во вреки, да му ја носам на трговецот, прекупецот на магазин. Тие се вистински работи. И сега, мене факт кој ме радува е тоа што производителите сватија, а и
тие луѓе сега што не водат, морам да го тоа изразам како една позитивна работа, но да се види малку по-конкретно по однос на тоа дека очигледна е заинтересираноста на дел од млади луѓе, чак и што се враќаат, да бидат производители на храна. Сега треба инспиративно, правилно усмерување и едукација на тие луѓе. Значи, она пихтијаста нечестна приватизација, која е дадена на поединци. Лозеве насади, наместо нови, ние имаме копачење. Зошто? Затоа што најголемата визба на Балканот со приватизацијата беше дадена на еден човек кој си играше играчка, Смедеревката ја взимаше за 8 денари и си играше едноставно или откупуваше од кој сака, од кој не. А таа визба е изградена од денарот на граѓанинот, на народот, кој треба да служи. И тука настана оние политикански нечестни действија, каде што со европски пари се отвори уште нови 90 винарии, тие се отварат таму кај што нема капацитет. Иначе, ова винарија што визба што е отворена на Балканот е најголема. Значи од целото македонско грозје може да се направи тоа што треба да се направи и да излеземе уникатни на пазарот. Но тука има исто разбивање сега, многу специјалисти, многу енолози, многу визби. Сето тоа е убаво, ако е по критериуми и по стандарди и да е интересно за европскиот пазар. Но тука има многу коруптивни действија, влијание на политиката за тие визби, за да исполне стандард една визба. Јас сум свесен, бидејќи винарство ми беше темата едно време, кој хигиенски аспект треба да го има таа мала мини винарија, кој енолог треба да го има, која опрема треба да има, кои стандарди треба да ги има за производство на вино да излезе на пазарот. Тоа е навистина голема работа. Но има луѓе што квалитетно и правилно го прават тоа. Но од 90 винари, ако се направи едно прочислување, ќе се види дека сме далеку од една винарска визба што ја имаме сега, Тиквеш, каде што има енолог, каде што има софистицирана квалитетна опрема, каде што може целото вино да го прими. И нашата смерница треба да биде кон зголемување на површините под винова лоза, сортност, промена и така натаму, за да имаме база, да имаме сировина. А како што се 90 винари, како што име таа тишка, голема винарија, а тоа има копачење на насадите, а насадите се копачат, тука има една контрадикторност по однос на сето тоа. Ние минатата година, добро, порад сушата и сето тоа, не ни приметивме дека откупот почне и само заврши. 83 милиони килограми. Точно така. А од годините беше тоа далеку повеќе. Со еден збор, значи, овие луѓе што сега ја водат власта, мене ми се посебно свиѓа за сите тие коруптивни действија, корупции што се прават, нечестни действија, бидејќи најголемо зло, јас тоа го имам како информација, точно во земјоделието и субвенционирањето, што тај млад земјоделски производител требаше да ги добие парите отидоа во тие расформирани комбинати со големи површини, се зима големи субвенции. А земјоделскиот производител, тој што има мала површина, тој не доаѓаше до ред. Јас сум сведок сега пред недела дена 460-500 хектари дадено е во Богданци. Површина каде што од ламба шише да туреш ке роди. И го зел кам маркет, не знам кој го зел, и сега некои мали површини, нешто жито произведуват, нешто тоа, али тоа е многу минимално. Но за тие 460 хектари, таква информација имам. Да они добиваат субвенции, вика, субвенциите ви се супер,
А на тие површини уопште не се одгледува ништо. Сега, гледам една иницијатива на тоа да се стави ред. И сега, кога имаме некој панел дискусии за земјоделието, ова недела се случи тоа. Министерот викнал одредени луѓе, што ја да ги знам, некој Димитриевски, кој 40 години, кога се менат властите, како чорапите, и он ги мене мислењата. И сега, и он бори за стратегијата, веќе 40 години он е таму, А не направил добро производство, ништо токму не направил, и сега пак тој главни дискусии збори, само ни збори дека 1,2 милиона ние веќе даваме за увоз на храна, а само 20% увезувам. И ништо да направиме за да ја промениме таквата состојба. И сега, сето тоа, сите тие поединци, што се таму по 30 години, зимат од факултетот пари, зимат од тие проекти пари. Од Стопанска комора имаше еден човек, исто така 30 години, стално истото го збори, било која власт да дојде, он обстојува таму. Не да се промени, дека Стопанска комора треба се движи, да се грижи кон зголемување на производството, комуникација со извозните действија на производот. Ние буквално сме целосно дезорганизирани. Посебно аграрот, сега гледам се прават усилби, како и на кој начин прво да се вклопиме по однос на здружување на таа обработлива земја што е останата, бидејќи со тие индустријски зони се опропасти големи хектари површина од прва класа земја. Секој град има своја, благодарение на градоначалниците, имаат своја индустријска зона. Индустријска зона на првокласна земја. Тоа е нонсенс. Тука треба првиот чекор да биде забрана на тие организации кои сакат првокласна земја да ја трансформираат во градажна и тамо да градат објект. Објекти и индустријски зони се градат на 6-та класа земја која не е способна да даде производство. А првокласна земја да ја узурпирате, тоа Струмица е катастрофа, јас во повеќе наврати зборам, и сега ќе има еден таков телевизијски цел комплетен настан, да се види пластениците со производството до нив изграден погон за производство на паломи, вемолом. Паломите може да се произведуваат на 6-та класа земја со инфраструктурни сите услови и нека произведува. Тоа го зборам од причина да некој од редовните гледачи не свати дека ние сме против индустријските зони. Да, индустријска зона да, за да се произведува нешто, но не на прва класа земја. Да, каде треба да се произведува храна, туку на земјиште кое што не може да произведува храна. Токму така. Ние редовно ги едуцираме земјоделците, еската ја третираме кај виновата лоза, а во наредните минути ќе слушнете како и зошто. Еве денес со еден, би рекол слободно, актуелен проблем за лозарството во Република Македонија. Бидејќи знаеме дека на немали површини ја имаме виновата лоза како стратешка култура, бидејќи лозарството на вистина во Република Македонија значи нешто. Поради пред се оние глобални климатски промени, ова година, освен градот, освен тие нагли температурни амплитуди, кои се евидентни, епилогот од тоа е нови појави кај виновата лоза, освен оштетувањето од град, имаме еден друг, нов, актуелен проблем, кој од недела на недела голем дел лозари велат, професоре, имам венење на цели чокоти одеднаш,
колабираат со се грозје и навистина 150, 160, 200 лозанки имам во мојот насад. Некој помалку, некој повеќе, но имаме експанзија на развој на оваа појава. Ние во претходните емисии го најавувавме тоа, бидејќи спецификите на времето кој ги носи се такви за таквата појава, за таа апоплексија или еска, која ја меша многу стручни лица и квази стручњаци, ние денес ќе се потрудиме да го уедноставиме оној суштински дел на онаа појава што имаме и секако ќе дадеме предлог за можна санација или спречување на ширењето на ова оболување. Не е на одмен да кажеме дека и минатите години во многу помали размери имав клиенти што доаѓа, собственици на винова лоза, професоре, имам 1-2 чокоти кои одеднаш беа повенати. Со се грозје и мораше да го уништам чокотот. Таа појава неколку години се провлекува, но не во размери како што ги имаме оваа година, а една од причините, како што рековме, е токму глобалната климатска промена, оние топло-ладно, она е врнежиот дожд, па сушен период, кој е нешто ко ите како аби имунолошкиот дел на виновата лоза како култура. Ние ќе се потрудиме да дадеме еден обсек од реален, стручно практичен аспект како доаѓа до таа појава. Свесни сме ние, лозарството во Република Македонија дојде на степен да биде зависна од производство на калеми, од Велика Дренова или од Трстеник. Каде што виоките понекогаш ги зима од тука, по 0,5 цент или како беше, па од таму ни враќа готови калеми, со се вирус, со се еска, со се фомопсис и така, антракноза и така натаму. И мора да кажеме, оние долгогодишни насади, кои сега бележат таков рапиден чин на ширење на појавите, се должи и на неквалитетен саден материјал. Една од причините мора да се бара во тоа, бидејќи во 80 до 90% на насадите, каде што сум присутен, каде што секојдневието го делам со тие луѓе, на чокотот гледаме некоја подуетина, некомпатибилност со младиот, со калемот, касен инкомпатибилитет и појави како што е оваа, ја гледате габата, таа е всушност, тој е причинителот, стериум хирситумот, во една форма каде што за некој представува како да, али не е важно. Чокотот во доле во основата кај има подуетина и дека се е во ред. А тука е местото каде што од коренот доаѓа на надземниот дел храната. И тука се стопира многу нешта, а таа габа, ќе кажеме механизмот на нејзиното делување, како успева да она се инкорпорира, како го пушта овој ферментот оксидаза и како го плени трахеалниот дел на растенијето, кое треба да дотира храна, растенијето горе во интензивен пораст, грозјето веќе за гоење, нема дотација на храна поради зачепување на системите тука и веќе почнува колабирањето. И тука кај производителите се причинува
револт. Ние во насадите, еве ова слика не случајно ја оставаме тука, тоа е сликата која можеме да ја видиме во многу насади, еден чокот овде, еден тука, па еден таму, еден подале и таквите нешта се случка. За информирање, бидејќи рековме ќе го уедноставиме проблемот да биде сватен од лозарите, од производителите, за да нема забуни. Еската кај виновата лоза причинител на тоа болување е стериум хирситум. Но, за да овој патоген успее, тука тој е синхронизиран со комплекс од други причинители кои се присутни во еден симбиотички однос кај кореновиот врат, во стеблото и тука тие делуваат. Значи, ги делиме факторите за појава на еската, на таквото нешто. Делувањето на абиотските фактори и биотските фактори. Од абиотските фактори, тука рековме, фомопсисот е значаен, каде што знаат сите производители фомопсисот како си го ние носиме со калемите, вертицилиумот, еутипата и овој хумофлора фасциаре. Со еден збор, тие абиотски фактори делуваат многу синхронизирано врз имунолошкиот дел на растенијето. Кога дојде и абиотскиот фактор, биотскиот фактор, а тука имаме температурни амплитуди секојдневно, еве ги. Имаме екстремно сушни периоди, понекогаш месеци неврни дожд. Имаме екстремно влажни периоди, како што ги имаме, летни долги суши и сите тие услови влијаат на губење на оној прав имунолошки дел, а фаворизирајќи го оној комплекс од чинители, патогени, да тие ја надвладаат лозата. И што се случува? Сушност, при такви услови, како што ги имаме и таквата појавата доаѓа. Значи, габата, затоа реков и ќе повторам, оние насади кои немаат сертифициран и квалитетен саден материјал, уште кај спојното место, каде што не е добра спојката, не е компатибилна, тука има чеп за трансформација на храна и ред други можности на инкорпорација и влезот на габата, второ со многу резови со макази, отвараме ние врата за продорот на габата. И габата влегува преку тие поголеми пресеци или преку кроењето и неквалитетно калусирање на спојните места, кај калемите, и тука имаме едно некомплетно спојување каде што габата ја наоѓа приликата за да го тоа реализира. И она, користејќи го тоа, се инстилира во клетките и дрвестината, дрвенастиот дел, и сето тоа таа одбрза постапка го трансформира трахеалниот дел кој треба да спроведува храна во тракт. Или по-конкретно. Значи, кога навлезе габата, таа влегува во оној дел, суштински дел во сршта, овде,
И тука имаме ние еден чуден процес, каде што габата пушта, излачува ферментот оксидаза, кој ги убива клетките и потоа мицелиумот тука се шири, фруктифицира и бележи нагол раст од ова кон периферните делови на растението. И тука, за кратко време, тука веќе имаме очигледни прекратување на храната, на дотација на горните делови и имаме почеток на венење. Тука сакам да ги информирам лозарите, бидејќи постојат две форми, аспекти што треба да ги знаат. Има акутна форма, каде што за ден-два целиот чокот се зафаќа и тој колабира, умира и завршен циркус. А има и хронична форма, гледате и сами, таа хронична форма значи постепенно сушење. Прво имаме интеркостална симптоматика, гледате, значи зелена нерватура, интеркостална симптоматика која фактички коренот ги покажува оние први знаци на овие појави кои ги имаме во ова. И покасно, за одредено време, еве таа една типична хронична форма, каде што лозата постепенно добива, ако е некоја црна сорта, добива некоја лила боја, некоја шаренило, хлоротична и така натаму, и тука веќе имаме целосно пропаѓање на целосни чокоти. И голем дел од производители сега се во небрано, бидејќи сите препорачуваат нешто како, колку, што, да се крои, да се прска, да се бања, тука од таквото нешто, каде што имаме веќе целосно уништено ткиво на спроводниот систем, тие целулозни состојки и зидовите на клетките се целосно уништени, тука веќе трансформација на храна нема. И таа зона горе веќе нема опоравување. Пример, тој чокот ако е сечен би изгледал уште погрозно, со уште по закафенување на нештата, каде што доминира со тој фермент оксидаза, кој се шири и го зафаќа целосно дрвенастиот дел од пресекот на самото растение. И крајниот епилог, производителот губи принос, губи се и ја губи онаа суштина, бидејќи овој лозов насад кој е 8-10 годишен, тој влегува тек во една полна родност, каде што треба да ја враќа инвестицијата која ја има вложено земјоделскиот производител, лозарот. А тука тој ова недела бев фрапиран, кога од Неготино ми дојде човек, вика: професоре, имам преку 160, друг ми вели преку 250 чокоти целосно уништени, увенати. И тој ќе мора да ги отстрани. Тој губи тонажа ова година и губи понатаму. Сега да се сева тек кален, тоа нема никаква шанса, мислам, есента и така натаму. И затоа нашата првична појава, мислам, препорака, би била при набавка на саден материјал од винова лоза треба да се почитува хигиенско-техничкиот и здравствениот аспект. Значи, прав компатибилен кален. Ние веќе мора да кажеме една вистина, во Неготино веќе имаме фамилија која произведува квалитетни калеми, која дел од
поединци сакат тоа да го омаловажат, но се работи за еден чесен, честит пристап, каде што технолошки тие во следниот период ќе се надоградат со квалитетни стручни калемари, со квалитетна сите стратификала и така натаму за производство на квалитетни калеми од винова лоза. Тоа е една од препораките за напред. Доста беше Велика Дренова или Трстеник или било од каде од друго место да ни даваат калеми кои веќе го имаат патогенот, кој за жал после 6-7 година, 8 почнува со таквите симптоми и со таквите појави. Но мора да знаеме дека тоа е од самиот почеток, значи патогенот е бил присутен уште од самиот почеток, од самиот калем, каде што не е добра спојката, патогенот бил во една латентна форма и сега кога дојдат такви строги услови на подолги суши, растението колабира, го губи имунитетот и тука веќе плен е на таквите појави. Мора да кажеме дека тоа не е појава само во Република Македонија. Имам контакти и со Бугарија, имам контакти со Србија. Точно со луѓето кои ги произведуваат калемите и кои се повикуваат дека тие не се виновни, бидејќи тие произведуваат квалитетни калеми. Ако е тоа така, болеста не доаѓа од било каде, значи патогенот мора да е присутен, да му се створат услови и да тој покаже одма симптом на напад на чокотот. Тоа истото го имаме во милион случаи во градинарството, здрав семенски материјал, он има вирус и гледаме после тоа и заштитувано растението и се, од семенскиот материјал вирусниот корен го шири вирусот после тоа преку вошки, преку трипси и така натаму се шири по целиот насад. Значи со еден збор, една од главните наши поенти на таквото нешто, за да се спречи понатамошни такви хавари и губења, неминовно е да имаме ние здрав, сертифициран материјал, сигурен и сортен, кој ќе ни даде една сигурност за подигање на овошниот насад, кој има своји трошкови и трошковници за неговото подигање. Мора да кажеме дека, кога ќе погледнеме Европската заедница, има контакти, таквите случаи ги има и во Германија, таквите случаи ги има и во Шпанија, таквите случаи ги има и во Франција, каде французите доскоро ја користеа како натриум арсенитот, го користеа како еден многу ефикасен лек за еската, но тој доби забрана за производство и сега во поново време имаме во европски размери препаратот Ескудо, кој навистина применет во правите моменти, почетокот на вегетацијата, тој фактички го санкционира секакво можно инфективно делување на еската, заедно со фомопсисот, со вертицилиумот и со еутипата кои комплексно делуваат. Исто така, во поново време постои препарат Рамин, каде што во Република Македонија тие буквално никој не ги користи, бидејќи ги немаме, хемиските индустрии не ги имат внесено или така натаму, кој исто така дава добри резултати при правилно стручно применување. Прво има превентивен, квалитетен чин на чистење и тоа прскање после кроењето, каде што тој заштитува буквално можни инфективни процеси, чак и со стерилизација на самите инструменти, на маказите и така натаму, и дава одредени резултати кои нешто треба да се види. И во поново време има паста Нектес,
што дава квалитетни резултати по однос на санкционирање на еската. Но, ние ќе се поврзаме на нешто попрактично, кое е нешто вредно, а тоа е да имаме консултации со стручно лице и да таквите појави се ограничуваат и да се навремено делува со одредени фунгицидни третмани, каде што имаме сознание, дали е тоа фосетилната компонента, што многу луѓе веќе видоа дека тука на вистина се прекинува понатамошниот развој на еската, како и ервинијата, како опасности, ервинијата што е по крушката и по туњата и така натаму, но сето тоа треба проучување. Са еската има уште многу да зборуваме. Ние имаме такви екзактни случаи од одредени чокоти кои ги следиме редовно. Мора да кажеме дека се работи за еден комплекс од патогени, каде што овој стереохирситумот е основот, а не помалку аранжман и подстрек во уништување на квалитетно ткиво има и фомопсисот, знаеме го фомопсисот што се прави и ние порано зацртувавме дека тоа исклучиво фомопсисот, посебно кај вранецот, како многу чувствителен, дека фомопсисот е исклучиво тој што чокотите ги ништише. Иако има таму и вертицилиум, има и елтипиелата, и стереохирситумот. Тоа е, значи, делување на комплексна патогени кои ја ништаат виновата лоза. За да се тоа санкционира, треба. Тоа е како една необходност. Со оглед на тоа дека оваа година ја бележиме експанзијата на развој на оваа болест, која може следните години да го унакажи лозарството, кое ни значи многу, необходно е, бидејќи ова што го имаме сега сознание, и Кавадаречкиот регион, Неготинскиот, Струмичкиот, Велешкиот, Свети Николскиот, Гевгелискиот, таа бележи експанзија на развој. Тука, на ниво на Македонија, необходно, ама точно необходно е да се изработи една по-обсежна програма од квалитетни стручни кадри експерти од лозарството. Заедно со заштитарите, со користење на државните лаборатории, да се тој проект на еден начин точно проучи, да се најде начинот и целта да спречување на ширење кое се заканува за поголеми размери во догледно време да превземе за уништување на виновата лоза. За тоа нешто ние ќе имаме и понатаму одредени прилози, но од тој есенски дел. Веќе ќе мора пред кроењето да се размислува како и на кој начин стратешки да се постапи за еската, ја санкционираме, ја едноставно слистиме од можните патогени кои ја ништи виновата лоза точно во овие периоди кога е таа фаза на плодоносење. На крајот ова издание на Агроспектар го видовме и прилогот за еската, што ќе им советуваме на гледачите. Бидејќи се наоѓаме во, за мене, најдобриот, најквалитетниот и, како да кажам, најважниот регион во државата, Тиквешкиот регион, Неготинскиот и Велешкиот, до Гевгелија, каде што лозарството е доминантно. Ние секоја, бидејќи повеќе години ја имаме емисијата, имаме секоја година согледување од ширење на еската како една опасна болест. Тој прилог што го видовме, тој е точно прилог од теренот за вистинските состојби и комплексот што го предизвикува
тоа венење на виновата лоза и уништување. И за тоа нешто. Јас пак се осврнам, бидејќи сум научен работник. Ние имаме институт за лозарство. Имаме факултет, имаме луѓе кои зимаат од буџетот добри средства како експерти, како аналитичари и како што ли не. Треба да се зафатат како на лозарот и на лозаровите плантажи се дојде до правото практично решение за проблемот со еската. Бидејќи таа од година на година се повеќе шири и производителите на винова лоза велат има 2-3 лози, сега имам 8-10. Има некој вика имам сега 12 веќе. Тоа дали со кроењето. И тука опишав, дадов одредени мои видувања, но важно е во таа стратегија што рачунаат да се промени. Најважното нешто е за секој проблем оние луѓе кои се компетентни, наречени се компетентни, и зимаат личен доход од буџетот од државата, да се посветат кон решавање на тие проблеми. Ние го зборавме тоа и за нематодите и нивното ширење. Јас, како единствен и прв нематолог во Македонија, имавме такви прилози. Одговорно тврдам дека од 15-20 години, од осамостојувањето, буквално за нематодите, ама не се воопшто размислува дека тие ксифинемата и лонгидорусот, тие се два вида, кои буквално шират вируси и кај виновата лоза гледаме имаше 2-3 чокота, вели, и после тоа, бидејќи она во земјата, невидлива е со голо око. И гледам, вика, имам 2-3 чокота, сега вика имам цел круг од 10-12 чокота, кои се во полна родност, имаат кратки нодуси, имаат мал грозд и се кон уништување. Значи вирусот пренесен од нематодите ја уништува виновата лоза, а тој инвестирал во неја од калем до формирање, до секога треба да ги има благодетите на берба, на квалитетно гроздје, да произведе квалитетно вино и да биде задоволен, тој губи. Значи, на таквото нешто во Македонија, буквално не му се посветува внимание. Јас ги гледам и другите емисии што ги има на македонска телевизија и на другите. Значи, се оди кон едно суво парно информирање. Еве како некни панел дискусија за земјоделието и промената во стратегиите. Они констатираат дека ние имаме изгубено земјоделие, уште 20% некои што произведуваат. Да, имаме проблем, нема решение на проблемот. Да. А решението за проблемот се изнаоѓа со стратешки предлози, примерно. Јас одма првиот чекор би бил забрана во секој регион на добивање решение за трансформација на првокласно земјиште, кој треба да раѓа за генерациите, да биде трансформирано во градежно. Така рекол градоначалникот, така рекол пратеникот. И таквото нешто се случува во последните од осамостојувањето и ние ги изгубивме големи површини, плодни површини кои треба да раѓаат. На нив има магазини, згради, хотели и што ли уште не. Посебно Валандовскиот регион често го спомнувам, каде што треба да биде базен со производство на калинка, јапонско јаболко, вајсмоква и киви. Таму имаме изградено фабрики за кошули, каде што беше најубавата лозија на бившата Анска река. Значи, со еден збор, човекот како фактор, али значи подпомогнат од политиката, бидејќи политиката му дал да биде градоначалник. Градоначалникот треба да биде духовит со стратешки развој од 4 години ако е избран, за 4 години да кажат за тие 4 години градоначалникот постигна такви и такви резултати.
А ние имаме за тие 4 години дека бил како направил пустош, како златното земјиште кое го чувале уште од бивша Југославија законите, сега за неговиот мандат тоа е трансформирано во грабежно и шииме кошули за Грција или други работи. Тоа се на вистина вистински импулси од теренот. Тоа не го измислувам, ни пак имам намера да промешам некаква политика, бидејќи од осамостојувањето беа политички промени, гарнитури еднаш тој, а ние тониме доле. Значи, со еден збор, ниту една политичка партија не би требало да се инкорпорира во стопанството и преку стопанството да малверзира или коруптира. Тоа треба да биде, значи, стопанството целосно, чисто, честно за доброто на Република Македонија и да имаме квалитетно производство за нас и за европскиот пазар. Благодарам, професоре. Благодарам и вам. Почитувани ви благодарам и вам за времето и вниманието. Имајте секое добро.